Почитувани, изминативе 100 дена од доаѓањето на власт, неспособната влада на СДС ветуваше разни реформи и подобрување на услугите во здравството. Од сето тоа, македонските граѓани не видоа ништо. Владата на СДС во првите недели направи реваншистичка смена на директорите во јавното здравство. Врвни доктори и професионалци ги заменија со лица со понизок квалитет и лица кои имаат криминално минато. Владата, предводена од ВМРО ДПМН, во своето владење обезбеди над 1700 апарати на најсовремена медицинска опрема, се со цел да се помогне на граѓаните, а СДС не успеа да набави ниту еден нов медицински апарат или опрема. Цената на лековите неспособната влада на СДС не успеа да ја намали, додека во времето на ВМРО ДПМН беше намалена цена на над 700 лекови. Ветувањето за покачување на платата на докторите за 100.000 денари, СДС не го реализира ниту за 1 денар. Укинат е ургентниот интернистички центар при кампусот Мајка Тереза. Запрени се дури и проектите за едукацијата, што врвните странски стручњаци и лекари ја правеа во Македонија, а тоа беше организирано од страна на владата. СДС со ова се обидува да воведе концепт кој ќе значи фабрикување на доктори кои ќе ја немаат соодветната едукација и искуство за лекување на пациенти. Почитувани, неспособноста на владата на СДС е се повеќе очигледна. Во нивното владење се случи и најцрната недела во историјата на нашата држава. За една недела умреа десетина дечиња по разни болници, а за ова одговорност од СДС немаше. Загрижува и индолентноста на владата во справување со појавата на смртност кај новороденчињата. Ова што го прави СДС на сопствениот народ и држава е рамно на цунами. Со локалните избори на 15 октомври почнува падот на оваа неспособна власт.